Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска се сретна со директорот на Директоратот за проширување во Европската комисија Кристијан Даниелсон, средба посветена на актуелните политички предизвици со кои се соочува земјата, како и за европските интеграции на државата и реформската агенда поврзана со нив. Груевски посочил дека приоритет на ВМРО ДПМН представува нормализирање на политичката ситуација, внесување сигурност кај граѓаните и враќање на напредокот и економскиот просперитет. ВМРО ДПМН ги поддржува процесите кои значат унапредување на стандардите во секоја област и при тоа секое решение важно за иднината на државата треба да биде базирано на волјата на граѓаните, истакнал Груевски на средбата. Во однос на изборите, Груевски посочил дека актуелната влада има легитимен мандат до 2018 година и оти партијата е подготвена тие да се одржат и порано, доколку опозицијата изрази подготвеност да излезе и да се соочи со граѓаните. Груевски нагласил дека во меѓувреме ќе се продолжи со работите и активностите кои ќе значат зголемување на довербата и кредибилноста на изборниот процес. Во однос на интегративните процеси, Груевски истакнал дека стратешки интерес на државата представува членството во Европската унија и во НАТО. Кога станува збор за европските интеграции, Груевски истакнал дека во периодот што следи ќе има интензивна агенда во поглед на исполнување на сугестиите од извештајот на Прибе и продолжување на реформите кои, како што се наведува, значат подигнување на стандардите во повеќе области, како што е судството, безбедносните органи, медиумите и антикорупцијата. Тоа е наш силен интерес и преку еден конструктивен процес ќе бидат понудени решенија кои би значеле унапредување на критериумите и принципите на работа во посочените области, изјави Груевски. Даниелсон од вчера е во Скопје на средби со лидерите на политичките партии и потписнички на договорот во Пржино. Тоа е втора посета на Даниелсон годинава. На 5 април во Скопје имаше средби со лидерската четворка, како и со председателот на владата Емил Димитриев. А Никола Груевски го реафирмираше предлогот за активната регистрација на гласачи како дел од процесот за прочистување на избирачкиот список. Тој предлог председателот на ВМРО ДПМН подсетува во интервјуто за Телеграф МК беше даден минатиот август по манипулациите на опозицијата дека изборните списоци не биле прочистени. Тоа би предпоставило, например, дека меѓу 1 јули и 15 септември или ако сакаат 15 јануари, секој што сака да гласа би отишол на едно од многуте законски договорени места низ Македонија да се легитимира и да се потпише дека сака да гласа и да остави електронски отпечаток од прстот. Потоа само тие луѓе ќе може да гласаат. Пријавувањето, додаде Груевски, освен во Македонија би можело истовремено да се прави и во сите дипломатско-конзуларни представништва на Македонија низ светот, така што би се дало шансе и на целата диаспора, вклучувајќи ги и оние што летово нема да дојдат во Македонија. Со тоа, ако се регистрираат во амбасадата или конзулатот, ќе треба да потпишат и каде ќе гласаат, во Македонија или во државата каде што живеат или престојуваат. Гласањето во САД е со активна регистрација. Зошто не би било и во Македонија? Прашува Груевски, кој оценува дека сепак проблемот на опозицијата не е во избирачките списоци, туку во немањето поддршка кај гласачите. Фрлањето боја врз државните институции од страна на председателот на СДСМ Зоран Заев и на подпредседателката Радмила Шекеринска, обединетата македонска дијаспора го квалификува како тотален деструктивен обид за воведување на и така длабоката политичка криза во уште посериозен хаос. Ваквиот обоен акт на политичко делување е всушност акт со кој си ја закопуваат политичката иднина, кариера и делување, се наведува во соопштението од македонската дијаспора. Од таму ги повикуваат Заев и Шекеринска на одговорно, морално и државничко однесување или пак во спротивно да му отстапат место на младиот политички потенцијал во партијата. Во собранието денеска треба да биде формирана комисија за оценување на основаноста на предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот на Република Македонија. За 7 дена комисијата треба да достави еден вид извештај до председателот на парламентот за тоа дали е основан или не предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот. Предлогот за оваа постапка е поднесен од страна на опозицијските пратеници, додека ВМРО ДПМН се изјасни дека нема да го поддржи. 6 агрометеоролошки станици во 6 планински региони ќе бидат поставени до крајот на годинава, соопшти министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Целта на овој нов проект на Министерството е земјоделците преку СМС пораки да добиваат информации за очекуваните временски услови во нивниот регион со препораки за евентуално третирање со пестициди.
Цветков додава дека доколку корисниците оценат дека проектот е ефикасен, следната година ќе се постават дополнителни 30 агрометеоролошки станици. Грчката полиција во соработка со европските органи за прогон разби 2 криминални организации кои шверцувале бегалци и мигранти од Грција во други европски земји. Двете криминални организации им издавале лажни документи на мигрантите и бегалците и нелегално ги префрлале во Северна Европа. Во полициската акција се уапсени 16 лица во Грција и повеќе членови на Синџирот во другите земји на Европската унија.